се оклучуваме од Селект бар. Почитувани дами и господа. Година беше Кармена Гочева. Не знам ли некој како беше облечена со една како фуска црвен како панцир овде. Тоа беше символ за нjeну прва година. Беше Влад Пивиевски. Јас македонецом на рузи ништо не. Ќе се посери човече. На здравје, јади, си нема везе. Вака се посери, вака пречупе. Души ти ви остани, завикајте го за попат, за бидобитова. Јас македонецом на рузи, ништо не. Излега, ако ја напише песната. Славка ми ја напише песната. Не да можеше 3 песни да му дадеш да прина човек. Зато нема концерт направено. Ако направи концерт, кој ќе заврши концертот пола сцена, берба ти биде направена од Бог. А сега, предходниот пат беше на Евровизија исто Калиопи. Песната ја направи бившиот маж Ој Ромео, а кореографијата бившиот маж Васил Зафирчев. Сега јас ја видим предлог онака. Доброволно го давам чисто. А Калиопи да се смири со Ромео и да го поспојат Васил Зафирчев. Че, порано, например, ние можехме да одбереме, порано ние можехме да одбереме, например, песна што ќе оди на Евровизија. Значи, македонецот имаше право да изгласа. Народот ќе одлучи која песна ќе оди, што би рекол. Што би рекол. Народот ќе одлучи која песна ќе оди на Евровизија. Сваќаш? Порано, ама на македонскиот народ кој ќе му даеш да одлучи на која песна ќе оди на Евровизија, детска песна избра, она 100% те љубов. Не е овој народ да му даеш да одлучи. 100% те љубов, она ојде. Како звучи, во септември ги одбрапе, во мај стигнаа, значи, од почеток од септември, вака пеа, дечине, на 100% те љубов. 100% е да. Во мај којде вака пеа, 100% е да. Више не на пеа, изгледа со на пеа. Тие пеа несто Евровизија. Сега, например, македонска телевизија одлучи сама да си избери песна, да речи, ние решивме оваа песна да направиме. На одреден ден ја пуштена телевизија. Луѓето публика што седат како во студио, публика што седат луѓето. Како да се на контрапут стои ден. Појма немат кај се човече. Како да се станате усмири, хајде брзо ќе одиш да гледаеш са песна за Евровизија тука. Што да правам? Ништо, само смеј се. Ништо да правам, и ја аплодизавај. Како на митинг и исто, ајде. Дават на МТВ, например, застанати Македонија, Калиопи пред 2 години се представи таму. Прекрасно беше. Тие, браво! Не успеавме да влеземе во финале. Браво! Да бидам озбил, да почнеме нешто да најавам. Добре дојдовме во емисијата Шанк. Да. Јас се надевам дека ја имаш гледано? Ја имам гледано. Нема проблем. Ја имам гледано, јас мислам дека Елена Ристевска беше гостинка. Не, точно не сега. Лупнап. Еве наредно кога ќе дојде Елена Што не Ристевска значи да дека ја нема направиш да е интервју. гостинка. Да, Така јас во сум иднина. голем фан. Очекуваме голем фан. Елена Ристевска да е гостинка. Ево, се Да. една задача. Добро. А как сте дечки? Добри? Добре, супер, топ. Прекрасно. Еве, во Струмица, што би се рекло, скоро на улица. Првото интервју што го правев Јас сум Марин Георгиевски, беше мојот колега Горан Емитов. И тоа што правите интервју 2 на 1. Сега има малку обратно. Мојот колега последи дали има некои проблеми со девојката, го нема, па ме напушти, па ме остави сега сам на цену. Еве со двајца тука искусни актери кои што предно има стендап настап. едниот е Никола Тодоровски, еве да бидам културен да го најавам и Тука веќе долго го знаете познато нашите добро познати. од Маријан Ѓоргиевски. Кој што веќе четврти пат се мислам дека е нашата емисија моменти шан колку веќе ги има. 2020. Тиме да, петтиот пат кој ќе биде интервјуто, тогаш се надевам дека спонзорите телевизор ќе ми дадат како утешителна награда за 5 пат. Мислиш дека има спонзор или така си каже? Не, мислам дека овој пат дека имаш Ова се спонзори. осеќаат дека има Само за момент имаше спонзори. спонзори. Само за момент имаше спонзорите првото интервју и кога завршите ме кај ова виното како земи го. Од тогаш ништо, значи не ти носам среќа некоја. Не, нема Ти врз. престани со интервјуа со мене. Порано беше со камерман, тонец, монтажер, сега си е сам. Сега е со нас. Сега е со нас. Ево, имаш прв пат Едва охријанец во најдовме човек за да емисија. не снима. Прв пат охријанец во емисија. Инаку Ја да гости. камерманот дема го најдовме по пат, ела нема кој да ни снима. Едно пиво. Идем сад барапме камерман. Арно пала. Фала, поздрав, господ Дубајна. Маријан Ѓоргиевски сега е веќе фамилиарен човек, па сега е и татко. Све. Ајде честито официјално. Ајде да се враќа. Ајде часто. Ајде. Машко, 3 месеца. Машко 3,5 месец
седмици да ви се врати и вас. Прво женска една. Не за друго ке си имаш камерман во емисијата. Па да направам цел персонал за телевизија, па тонци, па Се, се што треба. се. Исто така уште еден татко тука, меѓутоа неговото е поголемо. Да, ние Си делите Ние совести. уствари дојдовме во Струмица, имаме оформено здружение на На татковци. татковски стендап комичари. Да, посебно здружение на татковци стендап комичари и одиме вака од град во град, правиме промоција на Апелираме што повеќе публика на нашите настапи како Да. би ни се исплатило за пелените, нели? За За пелени. тоа работиме. 10.000 мислам дека некаде од прилика излегува да имаш едно дете месечни трошкови, така му доаѓа, па толку зависи не од стендап детето. настави. Стави ако е вегетаријанец, например, може и Или петино да веган. Веган. Уште по-добро. Хардкор. Веган, ако е детето се исплаќат, ќе се стегнат малце, ќе издржи, ќе поминиш поевтино. Иначе за женското не е дете, тоа е женско е. Така да. Нашиот Што менталитет. имаш, дете или момиче? Бев едно интервју на телевизија, онаше е време време е за бебе, значи време е за бебе. Да, Има добри проекти такви на македонската телевизија, време е за бебе, па не знам, има. 2, 3, 4 бебе. Смеј се, ќе те фатит на импулс и готово. Имаше Беше во емисија таква? Не. Гледав емисија со Сериозно? некој, вика Не си бил? Не. Лажиш? А тој на пример како 17 година, таа е 15 години нешто. Каде се најдовте? Каде се најдов вика, ја пуле во очи и намигнуе, ја пулев. И после таа дават кадар вика, ја на мајка и ќе се мажа, та не ми веруеше. Така сериозно. Имаше, каде се најдов, па Вистинска не. романса. Земено, дедото на пример Земено внучето, родено веќе едно. Клајано вака тука и тоа цяло вака стои вика еве го демек сега не озборуваат може дека го снимаме. Иначе дома супер е. Се знај да глуми. Не ми е проблемот молчев зошто да ги си гледам тие такви она. Па тоа доаѓа Зошто дека јас тие информации ги знам за некои луѓе. На пример ми беше едно на јаките вам Тоа е се за љубовта, Маријан, не разбираш ти. рече вака. А како ние се најдовме вика? А тие продаваја куќа, овие купуваја куќа. И се најдовме. А ова е рекла, јас од оваа куќа не излегвам. И како што дошло Мора да се земат. Ето, љубовта на крај победува, почитувани гледачи. Зошто јас морам па да сега знам? ми е јасно зошто ја имаш гледал нашите емисии, затоа што гледаш секакви глупости. Браво. Значи секакви глупости гледаш, брат, фала ти, брат. Забрини. А кој е бил? Јас да ти кажам досега не гледав глупости, ама од вечерва. Официјално. Јас зошто морам да знам од Facebook дека Мелита Ракичевиќ има фотосесија в кујна направено? Спомнувај ми ја. Зошто морам да ја знам таа информација? И дека Ноне е на брод. Зошто морам да знам? Но не на броте? Дај ми има црнец. Леле не. Дечко, дај те беше Ама во Велес. бе, не знаеш? Не бе, јас само смешта и ме интересира, да се одохрицам. Па може со црнецо ќе ти дојдат О. за колеш, ќе викаме ние у Струмица. За црнецот ќе треба ходникот да го проширам. Тој црнец е си Ги бара треба да ги услови. појаѓаш ламбите, посветло да е, ај, оти ај. темно може да не го видиш, да се чукне. Тоа од искуство збораш да. Добро, црнците. Нашиот нас- водител Еј. барата со црнци, почитувани гледачи. Ама фаната, не знам. Ајде што. секунда. Ден си ме наплон за Маријан Ушегаш. Добрече. Јас сум Никола од Охрид. Да, Охриѓанец, ќе се осеќат по муабетот. Најкатив народ сме ние Охриѓани, ши ми се најми. Еден виц имат за Охрид, може да го знаете. Господ му дал на Ѓаволов еден град да направи. И Ѓаволов Охрид го направи. Го гледа Господ град, да шо ѓавол си негови работи треба да знаеш да правиш, ова најубаво нешто на светот. Чај да видиш што луѓето стават. Човече, освен смешта и да издаваме на туристи, ништо друго не ме интересира. Сега јас, например, сите по 300 не ради. Посилно од мене, не може. Какви сите се, човече? Група педери да му дојдат на Охриѓанец, стои гледат смешта и да му изде. Хомосексуалци, биле, сите сме сексуалци, кој му некој помаце. Не го кажи вака, само машки сте? Да. Женски унатре нема минотите, така? Не, сигурно 100%. Колку души сте? 5.
И ми пречи твоим кревет да спијате. Не, супер! Уште едно прашање, ви пречи поттуш сите заедно да се капите? Не, супер, не е то! Пресреќено фриѓанецо. Нема многу вода да се троши толку. Бојлерот на минимум. И после жена му нека имат плочки таму. Зашто и во Кејварска имат работи што не може да се проголтат, така мислам. На здравје, јадење. Не можам, пример, ко Гријанец Скопје, кој одма се нервирам, разбираш? Влегвам во продавница за бела техника во Скопје, продавачкава дојде така цела, расшјаштена. Добар ден, господине, привилете. Викам, шомар камор машини за перење имате? Кои не били, господине? Не, умоте прашам. Така да заебано е, да си охријане. Да збораме за сериозна, например, некоја тема, онака скроз да е. Карт. Значи, почнувам сериозно. Ама најсериозна некоја тема што би можело. Најсериозна Не, има тема, прашање, јас имам. Дали е стварно гасифицирана струмица? Сериозно? мислам дека да. Значи, нема да мислиш мислам. или е гасифицирана или не? Па, мислам дека тоа е проект кој што веќе подолго време се Дали има спрема газ? и газ има, да. Има секаде газ. Озбилно, мислам има парно? На парно мислиш? Ами зашо газ? Ами, сега, Газ. Па, Па брат, дали е не, сериозно. гасифицирана? чудно звучи кој ќе зборвиш за газ во емисија. Шо значи гасифицирана? Гасифицирана значи дека треба да има поставено парна и дека луѓето треба нели да се врзани на еден така и да систем пуштат, така. и сите да се греат тука, да плаќаат не знам колку Да. пари месечно и така натаму. Значи како и да се вика, дали го има тоа струмица? Го има. И уште многу работи ќе има. Друга тема. Тоа е само почеток. Значи, Лазе, директно за Ша. во новата кампања. Ќе влезиш ти, готов си. Не, со политика овај си. став веќе си чекај влезе. малку, абе, вие немате некој политички ангажман, сега доаѓа тој период, ви се сега нема и јавено Имаме некој... политички ангажман, гледаме емисии за избори секој ден. Подобро. Не, сериозно, Имаме ви се материјал. нема никој јавено, еве, од политичките партии. Телефоните се отворени. Телефоните се отворени. Поменете. 0500. Скапичко, тамо добро ќе се... Ама сега види, лето фаќа и ние сакаме на одмор да одиме. На дете треба да му се купат Епа туцли. е затоа, се, епа се. затоа Македонија еве вака изгледа поради вакви продадени души. Бо. Во емисија Шанк се продадовме своите души. Како Направи на интервју скандал. со ѓаволот да сум дојде, не, душата ја продадов. Не бе, сериозно, до ви се сега нема не сме јавено. били. Не? Па не. Не сум бил. Ајде демант. Звучиш како да Контра. очекуваш Јас го тебе да ти демантирам се ова, деси. значи, Демант, контра сега демант, прес ќе има контра демант. за 15 минути ќе има прес, значи. Официјален. Тој ќе го објава. Добро, треба да се собереш луѓе тука позади тебе да стојат. Да. Имаме и спринтани. На банер си ги имаме ние. Од кој ќе влечкат автобуси, попрактично, знаеш, си ги Баш како вади бургери да практично. се прави. Кола бе, ово има кола, ќе те вози. Не, јас уште фамилиарни јамо татко ми во оставштина. Немам А шо, сериозно. гледаш, појаки од тебе, по-се снашил на Те време. не скараше и нема човекова се прибери. Немој со овој став. Тој има онакво. Пусна стапуваше на Боли. телевизија, на наша ТВ, така беше, таму Да. имаше некој стендап шоу, а ти ништо, се најавуваше во сите емисии претходно ќе правиме емисија таква. Ништо, тоа, ништо. Па некоја си продукција од Битола, свадбарска... Катастрофа. Да не сте во брак, брат, многу... Значи ти знаеш поќе информација од мене за мене, за себе. Што се случи тоа? Правеше нешто со тие свадбарски некоја свадбарска продукција, па немало преку зимата како да ја користат опремата, па ти ќе правиш некоја емисија, па една епизода видовме и то пилотот Катастрофа. Катастрофа. Едноставно нема. не функционира, мислам, ако кај нас кошта пари се за да изгледа добро. Иначе вака ќе снимаме со еден камерман што го најдовме тука. Реално, кошта пари, многу пари. И не сме свесни. Сакаш да си оди он. Не правимо муабет, ќе осмени концептот. Уба си е Ќе си го смени емисијата. натаму камерчето. Ќути не кажеш ми му. Не кошта многу пари се. Многу. И реално во Македонија нема простор за такви работи. Оди ќе изгледа се Ако бе безвредно. нема ви колку каква емисија прави, види. Не, сега да е сериозно. Плюс, Не, ако нема вакви, како да кажам, Ентузијасти. ентузијати или будали, што ќе прават се, ќе нема кој да го прави. пример јас.
Ти нема кој да го прави ова нешто, сериозно. Сам монтираш, сам Ама не, тоа е време, тоа е Не енергија. откривај, сакаме мистично да е. За мене, например, сакам да мислам дома како се прави до ова. Не, многу Разбираш? тешко. А што не ти е тебе тешко, не ти одзема време? Дали ти е тешко? Повели. Тешко ми е. Дали се одзема време, значи се... Доволно створи за 30.000, толку е. Тоа е тоа. Тоа се тие цифри. Ето. Ама тоа има искуство веќе поголемо на телевизија наша ТВ, тука продукција стоеше позади те, па гледам монтирано, па направено, па скоцкано. Се. Јас и BBC, тие сме во Македонија. Не го работиш, тоа е снимано, сега само репризи, нема што да Репризи. дават и тоа Да, си оди. да, Исто ама како- што да прави? Исто како и ние кога ќе снимам, ќе ве снимам сега вас седаш, уште 5-6 пати ќе појдам на телевизија. Значи сега сме 2017 5 јануари. Пример, може да го Значи включи другата тогаш. година пак уште 2-3 пати. Враќање во иднината. Пресно со истица блуз, тоа е. Нема ова ми е мене. Значи вака, сега ние сепак патуваме, нашата работа е со патување и со настапување во локали, сцени, места. Така е. Веќе е 23:40 минути. Тоа значи дека ние ние- спонтано Ја ќе го Може да напуштиме просторот. Да не, Овој- тоест да не однема од просторот. Како тоа да те однема? Тоа нека биде проследено од будното око на камерата. Ти благодариме. Ви и се благодариме гледаме- за Јас учеството. ќе останам сам да си правам овде. Ти емисија прави си. Ти прави си емисија, Јас ќе бе. си правам. И се Благодариме за гледаме, учеството во Шанк. Во Шанк и на 58-та после емисија. Шанкот не сме да падне. Не, продолжи. За Шанк. Фала за Шанк. Да, заебано. И ова, знаеш, во последно време многу либерализација настана, пичко материна, ова со геове. Не можем да се... Уж малце ќе се смени дефиницијава за секс. Децава по биологија, учителка, ако ќе му кажи, ќе е сменен. Например, до сега секс беше маж и жена се клецат. Тоа е. Сега ќе биде проширено. Почитувани деца, денес ќе учиме за секс. Секс е кога мажот и жената, или мажот и мажот, или жената и жената, или мажот прво со жената, па после со мажот, или група мажи и група жени, или разлика на пол, раса, етничка припадност, некој некого дуби. Сите да се испоштовани, човек. Заебано, ево Америка, например, му дадоја таму право за геј бракови. Заебано е, ќе си посвојат дете и замисли се Амалиов кој ќе го прашаш. Па чекај, работе татко ти мајгали? Тато, работи Nevladina organizacija Homos na projekti za neverbalna komunikacija. Mama mu kafić. Избациваче. Директно од емисија си. Крај бойкотирам. Ова е интервју. Ако ме одведу, Ајде, Маријан.